Добро утро, поздрав од центарот на Скопје, така, во близина на центарот. Некако се прошетавме со Јован Лесански, бевме во Чаир, бевме во Бутел, сега сме на влизот на општина Аеродром. Ке разговарам со најголемиот хуманитарец во нашата држава, морам така да кажам, затоа што постојано сакате да помагате, постојано сте на терен, и меѓутоа и многу медиумски активни, тоа го кажувам затоа што навистина треба и да покажете и да прикажете колку навистина помагате на оние што се најмногу потребни. Разговарам, познат на македонската јавност, Дејан Петанчевски, добро утро. Веќе се назира летото според температурата, иако календарски не е, вие сте во полна парија да помагате на оние што најмногу им е потребно. Бесплатно летување на лицата со посебни потреби, социјално загрозени семејства. Дали се во права? Да, така е, бети. Добро утро, голем поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Како и што напомена, летото се наближува, ние се поголема и поголема активност имаме. И ова лето, како и прошлите лета, организираме бесплатно летување за лицата со посебни потреби, социјално ранлива категорија на граѓани и самохраните родители. Како хуманитарна организација, веќе постоиме 4 години, се трудиме се поише и повеќе да помогнеме на оние што им е најпотребна нашата помош. Неколку технички информации, значи знам дека знаат да ве најдат, меѓутоа еве се уште оние што не знаат каде да се пријават, како ќе оди, од кога ќе почнат летувањата, каде ќе бидат. Вака, летувањата се во Охрид моментално, меѓутоа преговараме со другите излетнички места и одмаралишта. Добро познат нашиот телефон 078 326 382 и сега најново што е пуштено е донаторските броеви на двата оператори 1434 за преплатници на T-Mobile и 143600 за преплатниците на А1. На социјалните мрежи, на вашата Facebook страна? Да, на нашата Facebook страна, социјалните мрежи, телефонот е достапен 24/7, така да како организација постоиме и ќе постоиме да помагаме. Веќе дали има пријавени што ќе летуваат? Да, веќе има пријавени. Првата екипа заминува на 14.6. После тоа имаме на 21.6. и после почињаме нели 7 месец, 8 месец, 9 месец е вклучен, така да. Да. 7-дневно е летувањето, така? Не, овој пат одлучивме да биде 3 ноќи, 4 дена, така да за да можеме да направиме поголем број на граѓани кои што немаат осетено одморот да го осетат. Одлично, навистина ви ја поздравуваме, еве можеме и да апелираме сите оние што нема да ги кажуваме имињата, меѓутоа сите оние што се расположливи, што имаат апартмани, хотели, во било какво својство да помогнат, навистина да помогнеме сите на оние што не може да се овозможат. Исто така сакам да напоменам дека нашата хуманитарна организација даде огромна поддршка на вчерашниот марш по повод денот на мултиплекс склероза, диагнозата дистрофија и параплегија, каде што покажавме дека и овие лица може да бидат активни. Така, навистина, па не организирате навистина прв пат хуманитарен така марш, ке го наречам, секогаш има некој повед. Вчера кажавте за кого се однесуваше, меѓутоа вие лично како поминавте, дали сте задоволни? Како организација бевме, да, задоволни бевме, дадовме огромна поддршка, имавме поддршка од државните институции, да ги напомена Министерството за труд и социјална политика, медиумите, исто така беше еден од главните медиуми
македонската радиотелевизија која што го покри целиот месец. Апсолутно. Нас тоа и задача ни е. Да. Многу ми се допаѓа слоганот, со тоа и ќе завршиме: не верувам во инвалидност, верувам во способност. Така и ќе завршиме. Да. Повик до сите. Значи, хумани луѓе кои што сака да помогнат на било кој начин, да ни се обратат, па ние сме тука да помогнеме. Во било каква форма. Да. Така. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме во следна прилика. Ви благодарам и на вас, огромна поздрав до сите гледачи и уште еднаш благодарам на вашето. Затоа и кажав, ние сме тука. Навистина, уште еднаш можеме да апелираме секој оној кој што може да помогне, да биде хуманитарен, кој што има можност да ги покани оние што навистина им е најмногу потребно да летуваат бесплатно.